Добар ден. Најнапред сакам да искажам голема благодарност до раководството на градскиот ракометен клуб Охрид, општина Охрид и градот Охрид што го организира овај меморијален ракометен турнир во чест на мојот покоен дедо Крстен Доновски, кој остави голем белег во охридскиот и македонскиот ракомет, беше тренер на повеќе екипи во машка и во женска конкуренција, исто така беше селектор на македонската сениорска и младинска репрезентација. Што се однесува до овај турнир, добре дојдени ке ни се овие надпревари за воигрување на екипата. Сите противници се навистина квалитетни и се надевам дека во иднина ова ќе прерасне во традиција и секоја година ќе се одржува овај меморијален турнир. Да се надоврзам на капитенот, голема благодарност до управата и град Охрид за организацијата на првиот меѓународен меморијален турнир во чест на поранешниот селектор на младинска репрезентација на Југославија и долгогодишен тренер во македонската елита, охридската ракометна легенда Крстен Доновски, односно мојот покоен дедо. Спомнавте и двајцата тој емотивен момент, биејќи сте роднински поврзани со Крстен Доновски. Какво е чувството да се игра на еден ваков турнир и воопшто да се одржува турнир во чест на еден таков тренер и спортски работник како што беше вашиот дедо? Благодарам на прашањето. Задоволството е големо, почестени сме како фамилија. Да, емотивно е, бидејќи и љубовта кон ракометот ни ја всади баш нашиот покоен дедо и сега сме многу почестени што ќе се организира еден ваков турнир во негов помен. Може нешто околу противниците, околу очекувањата, бидејќи овој турнир доаѓа пред почетокот на новата сезона, се уште се бруси и формата. Пролет, Тиквеш и Партизан се учесници покрај градскиот ракометен клуб Охрид. Кои се очекувањата? Па, како што знаете, ова година имаме комплетно нова екипа. Мал е периодот за воигрување, како што кажав, добро ќе ни дојдат овие надпревари, за да видиме и докаде сме, бидејќи почетокот на Суперлигата е за 10 дена од тука, противниците се сите Суперлига, квалитетни противници, имаме и странска екипа, Партизан, која што исто така е добра квалитетна екипа и ќе го искористиме овај турнир за да се воиграме, да видиме кој колку може да допринесе, едноставно да склопиме една добра екипа која што ќе може да ги исполне своите цели. Каков е зрастениот биланс, дали е се во ред со играчите, дали има некој повреден евентуално, некој присуство? Здравствениот биланс е одличен, сите се 100% подготвени. Ајде, бидејќи ова е, да речеме, малце тренерски прашања. Евидентно дека Македонија стана мека за млади тренери. Сега, Даниел, може да ти имаш поголемо искуство за разни видови си соработувал со повеќе македонски тренери. Што мислиш, каков е квалитетот на македонските тренери во нашите клубови? Мислам дека квалитетот е добар, со обзир сега и за репрезентацијата како што оди напред. Има доста тренери, сите пробуваат да стигнат до тој модернизиран систем на ракомет со цврста одбрана и полуконтра. Но мислам дека сепак ова, како што нарекуваме старата гарда тренери, преовладува во македонскиот ракомет. Кај што спомна контра, ако добро се сеќавам, твојот дедо имаше напишано и книга, премин во полуконтра и контра. Дали си запознаен со неговото знаење, со неговите книги, со неговото дело и колку од неговото искуство може да се примени во денешниот современ ракомет? Ракометот, иако е сменат, целта е иста да се победи. Исто така, одбраната се уште и ден денеска е најбитен фактор за победа. Исто така, со добра одбрана, потоа со полуконтра и контра следуваат многу полесни голови.
за крај само едно прашање, дали се гледате, можеби бидејќи фамилиарно гледам тренери се сите андоновци и вие по завршување на кариерата во тренерските води? Па во ракометот сум уште од најмали нозе, се надевам дека ќе продолжам, дали како тренер, дали како некој друг спортски работник, секако се гледам, бидејќи тоа е едно задоволство што не може да се опише. Тоа е како болест и